Добро утро, Сузе, повторно до вас и до сите гледачи кои што ова утро го започнуваат со нашата програма. Токму Сдруженијето за подобро воздухопловство од Скопје, Авикон в сабота на 28 октомври организира едукативен саем токму овде во градскиот парк на Школка, и тоа едукативен саем за воздухопловство наменет за млади. Како настана овој саем пред 3 години, затоа што како што спомена и ти, оваа година по трет пат ќе се одржи овој саем, како дојдоа до идејата за да се створи, да настане овој саем, за кого се е наменет, што се ќе може да се слушне и да се види в сабота токму овде со почеток во 11 часот во градскиот парк на Школка. Ова утро ќе разговараме за публиката веќе добро познатата Наташа Мијат Крстеска од Сдруженијето за подобро воздухопловство Авикон од Скопје. Наташа, пред се ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и поздрав до гледачите на утринската на Алфа телевизија. Пред 3 години, Наташа, го создадовте овој саем за подобро воздухопловство во Скопје. Како дојдовте до идејата, како настана овој саем? Па најпрвин, за да се разјасни целиот концепт, да кажам како се создаде Сдруженијето Авикон. Нашето здружение е формирано од 5 воздухопловни професионални членови. Значи, еден пилот, еден контролор, еден воен пилот, еден авиоинженер и еден воздухопловен медпрогностичар. Токму ова здружение настана во времето 2020, кога беше Рейд Зиро во авиацијата, значи каде што воздухопловството доживеа еден историски непаметен претходно крах и каде што ние се разбудивме, кои што сме, да кажам, во некои меѓу 30 и 40 години, дека се помалку млади луѓе се занимаваат или покажуваат интерес за воздухопловство, а се претпоставуваше дека по враќањето од ковид авиацијата ќе доживее вистински бум, каде што треба се повеќе кадри. Значи, како што се претпостави и дури над очекувањата, луѓето после ковид се пуштија да летаат на секаде и авиацијата речиси е на прагот на својот капацитет, а при тоа дефицитарна е постојано на млади кадри. И некако започна таа приказна со како да направиме еден концепт, како да направиме еден отворен ден воздухопловен, каде што младите наши, значи таргет ни се средношколци и факултетски студенти, меѓутоа секако е отворено и за порано и за подоцна. Меѓутоа, како да направиме еден отворен ден, по ние, како што ги викаат, Open Job Air Fair или Career Fair или Education Fair, каде што ентузијасти или можеби и млади кои што никогаш не ни помислиле за авиација да може да се сретнат со воздухопловни професионалци. Например, ние да носиме неим тагови, здраво, јас сум Наташа, контролор на летање, и ти како млад потенцијално заинтересиран да можеш во еден неформален однос и прекрасен ден поминат заедно, да дознаеш сите информации, како се станува таа професија, кој е патот, што можеш да очекуваш и така натака. И така се настана Скопје Air Fair. Значи, Скопје Air Fair е еден бренд на кој што ние многу се гордееме и кој што започна успешна приказна секако со поддршка на град Скопје. Значи, 3-та година поред во нивна закрила и се надеваме дека ова ќе стане голема традиција за скопските млади ученици да може да се сретнат со воздухопловен кадар од секаков формат. Така, настанот е закажан за ново место, каде што јас и ти се наоѓаме ова утро за 3 дена од сега, со почеток во 11 часот в сабота. Што себе ќе може и да се види, да се слушне и нели да научат нешто повеќе, да се запознаат нели сите млади со авиацијата, но па зошто не и нивните родители, па потоцна нели да ги поттикнат младите да го засакаат воздухопловството. Значи, што може да очекуваат? Секоја година се трудиме да имаме излагачи или учесници на саемот, како од Македонија, така и од регионот. Минатата година, меѓу другите, ни беше и Визер пилотската кадет програма, која што е многу битна за рекрутмент на млади, не само пилоти, туку и професионалци во воздухопловството, а годинава имаме повторно од регионот гости. Воздухопловната академија од Белград ни доаѓа,
Потоа за прв пат имаме гости од Грција, таа е Aviation Academy од Грција и една соработка со Романскиот европски авиешн институт, на кој што сме особено горди, со кој што сакаме да почнеме и подлабока соработка за да им дадеме некои можности. Меѓутоа, нашите најважни гости, значи есенцијата ни е македонската гранка авиациска, а тоа е секако Агенцијата за цивилно воздухопловство, ТАФ, спортската авиација, Воздухопловна федерација на Македонија. Сакаме да им ги представиме и они алтернативни параглайдеристи, балонери, сите можни опции во авиацијата. Ние како здружение подготвуваме буклет кој што објаснува неколку, да кажем генерално, десетина различни воздухопловни професии и тој буклет го надградуваме од година во година. И, например, се е на англиски со цел да им се објасни на луѓето дека што сакаат да се занимаваат со авиација мора да имаат англиски јазик, познавање на многу високо ниво. И пример самиот буклет е So you want to become a pilot. Кои се опциите? Дали се решаваш за милитари опција, значи имаме гости од војска и тоа оваа година имаме голема поддршка и логистичка од војската, од армијата наша. Потоа полициски, што значи, потоа агенцијата што е за заштита и за спасување, што гасат пожари, значи тие пилоти, кои се опциите, како се станува таков пилот. Сакаш да се регрутираш за авиокомпанија, значи кои се опциите, колку можеш да очекуваш еден кост, колку тоа ќе те кошта цело тоа патување, или доколку се одлучиш за PPL опција, таа е Private Pilot License, преку спортските аеродроми и лиценцирани училишта кај нас. Значи, тоа е едната опција. Сакаш контролор на летање. Која е опцијата? Значи, едноставно им го трасираме патот да сватат дека воздухопловството не е апстрактно, не е баук и дека не мора стално да познаваш некого близок за да можеш да станеш воздухопловен кадар во иднината. Дека не секогаш младите мечтаат за некоја воздухопловна професија, меѓутоа ние сакаме да ги разбудиме и тие чакри кај нив дека воздухопловството и како може да даде една многу интересна приказна, затоа што адреналинот е секогаш на високо ниво и тоа е еден живот кој што никогаш не е здодевен. Дамијата, ти се заблагодарувам за одвоеното време и честитки за оваа добра иницијатива, сепак младите да се запознаат одблиску со воздухопловството, за една гранка, како што споменавте вие, дека баш и не е толку атрактивна кај нас во земјава за младите. Ви благодарам многу и се гледаме See you at the fair. Така ќе ве поканиме еве сите млади, но и сите љубители на воздухопловството токму во сабота со почеток во 11 часот да бидете на ова место во градскиот парк на Школка, каде што ќе се одржи третиот поред саем за воздухопловство во Скопје.